минута Казахстан ни даде гол. 0:1. 0:1 Караман, стрелец Столе Димитриевски, нашиот добар голман Немојке. Лешани се пред нашиот гол, некако несмасно реагиравме. Искрено не беше нешто изработено од страна на фудбалерите на Казахстан, иако самиот стрелец Караман многу добро се снајде, може би не повеќе, мислам дека беше направил препенесто, 5-6 метри, скокна високо и со множички ефект на Сакаме да признаеме или не, значи што почетокот на такмицава како да мириса некако оваа тактика што нема поставена, нема агресија, не играме толку лошо. Имавме период од 34 до 36 минута, за 3 минути имавме 3 шанси, 100% 3 шанси. Топката се изведуваше корнер, топката беше пред голот на Казахстан. Имаше 3 удари на гол, не сака да влезе. Добро, има и Казахстан, има неколку шанси со Столе Димитриевски одбрана. Па мислам дека е равноправна играта. Казахстан воопшто не игра нешто дефанзивно или да се брани. Она што го навести нивниот селектор Талгат Бејсуфинов го остварува, дојдоа да играат. И играат и нашите. Нема место за критика уште. Не играме толку лошо, колку што не играме агресивно можеби. Онака темпераментно, агресивно. Инаку што да кажеш? не се уште изгуби, не можете 30 минути. Можеме да направиме и пресвет. Абе, малку треба, малку е Барди. Не е пробал светски гол. Најголемите фудбалски мајстори само даваат малку голови. И сега треба да се тргнеме од напад за тој гол. Треба. Ништо е изгубено, ајде. Спрема 1, конечен резултат на градскиот стадион или на Арената Тодор Проевски, Македонија Казахстан 1:1, прекрасен гол на Барди, но залудно. Прекрасен гол на Барди и многу шанси во второто полувреме на Македонија. Користески во 2 наврати при 0:0 не успеа, немаше среќа да заврши топката за голот на гостинскиот голман. На другата страна гостите постигнаа гол по нивното водство. Милевски направи 2 измени во 75-та минута и 64-та веднаш по голот кога влегоа Растодер, Серафимов и Трајковски. Тежиштето на играта се префрли пред голот на Казахстан. Имаше уште 2-3 добри можности за водство на 2:1, но фудбалот е суров, фудбалот не простува. На другата страна имате противник, во конкретниот случај тоа беше Казахстан, кој изигра машки. Останува впечатокот дека Македонија во последните, ајде да речам, 30 на минути покажа игра како што ја посакувавме уште од самиот почеток. Тоа е дилемата во овие моменти, додека главата се уште ми е топла вруќа. Дали требаше да почнеме така од првата минута? Тоа останува сепак дилема, анализа. Тешко е да кажеш сега или лесно е да не може да нападнеш. Мислам дека нашите фудбалери одиграа толку колку што можеа. Проблемот е наш се гледа евидентен е кога треба да нападнеме, кога треба да градиме игра, ни оди потешко. Тоа е евидентно. Добро, јас посекако не сакам да бидам сурова, апсолутно. На секој еден што денеска беше на градскиот стадион му е тешко, со наведната глава се заминуваат луѓето. Не дека им е лесно долу на клупата, напротив на нив им е и на фудбалерите и на рководството најтешко. Но останува општиот впечаток овдека меѓу публиката дека некако разочаравме, особено во првото полувреме со покажаната игра без оглед на шансите што ги имавме. На вакви надпревари има една изрека, послови се вика на штитот или со него. Кога знаеш дека можеш да победиш, мора и да ризикуваш и така ме научило искуство за сивито. Не сакам да употуваме отровни стрели, намалку тоа го заслужуваат сите наши фудбалери кои искрено во последните 30 минути дадоа се од себе. Но, сепак, добро го кажа ти, кај луѓето, кај публиката останува впечатокот дека мораше поагресивно, по-манговски, по-остро, по-темпераментно, да не речам дури по нечисто да играме на овој надпревар.
за да стигнеме до победата. Жал ми е, жал, тажно. Како да се тактизираше во првото полувреме, како да се плетеше таа пајажина, може би Милевски што сакаше да ја наметне, тако ми е мене чувството, нека ми прости и селекторот и сите оние. Секој има право да избере тактиката, ние сме тука да го кажеме нашето мислење. Ке повтора, Македонија имаше 3 шанси од 34-та до 35-та и 36-та минута, по 2 изведени корнери. Во второто полувреме Ристовски на 2 пати една шутираше од волеј голманот одбрани, вториот пат по остар центар шут ја упати топката покрај штамниот десен директ. Сето тоа отиде во неврат. За голот на Партич, што да се каже, прекрасен. Ја крена публиката на нозе. Живнавме, игравме, но рекол, и од другата страна има противник кои на моментите дозволува да играш толку како што тој мисли. Мене ми останува да кажам едно така големо жалам што оваа публика што денеска на вистина го исполни. Имаше 20.000 гледачи одамна немало толку полно, 25.000 по слободна новинарска проценка имаше публика. Значи овие фудбалери успеа да останат со гордо крената глава во Белгија само пред 3 дена. Денеска можеби нозете беа тешки, можеби желбата беше толку многу голема. На крај крајава и немавме среќа. Тоа беше една од овие шанси и последната на Серафимов шансата во судиското дополнување. По една мешаница и добар продар на Елнос и на Барди. Серафимов, ново влезение Серафимов беше на 5-6 метри натре во петерецот ми се чини и добро е шутна. Заврши, можеби не повеќе од 20-30 см покрај дирекот. Не, тоа е футболот. Заклучокот нека биде со ова одјавување, нека од стадионот, нека биде дека фактот е дека Македонија веќе нема никаква шанса за таа прва позиција во групата. Белгија го победи Велс 4-2. Во овој момент не поминува на табелата, е прва. Ние сме втори на табелата со добро бодовно салдо, 12 бодови, останува на преварот со Велс. Доколку одиграме, таму треба да победиме за да бидеме втори, ми се чини ирелевантно, ги видиме. Тоа е следеќе математика која треба да се прави со ладни глави. Тоа е тоа, да се одјавиме од одека со едно, јас сепак ќе кажам едно благодарам до фудбалерите што ете ни направија во неколку мигови на неколку надпревари да се чувствуваме горди, да се чувствуваме дека не сме ние фудбалско село без кучиња, дека знаеме да покажеме заби, дека знаеме да одиграме нашки. И они се главната причина кој донесоа денес 25.000 публика со нивната игра, со нивната борбеност, со тоа реми против Белгија и со овој ритам на надпревари кога стоевме на првата позиција, кога немавме пораз и се уште немаме пораз. Ние продолжуваме во квалификациите без пораз. Останува шансата сепак за светското првенство, вратата е отворена. Бараш ние би требало да имаме посекако преку Лигата на нации. Лига на нациите, а борбата за второто место се уште не е завршена. Белгија е дефинитивно прва. Да ги држиме кренати главите, Дургутов се игра до последната шанса. Светското првенство не е загубена и завршена приказна. Мондијалскиот сон не прекинува тука, не прекинува на градскиот стадион, на арената Тодор Проевски продолжува и до надпреварот против Велс и секако до бараш надпреварите во март, а попатни е жребката на 5 декември, кој ќе знаеме каде, со кого Македонија евентуално би играла доколку ги помине тие бараш надпревари.